секој еден од нас е должен за себе си и на себе си да прави еден голем ибадет, секој еден од нас со себе си, да прави голем ибадет во кој си вклучен ти. Што е тој голем ибадет? Мухасеба. Да правиш хесаб со себе си. Ова е првиот совет за вечеров. Секој еден од нас е должен да прави хесаб на себе си, како што прави хесаб двајца ортаци еден на други во еден бизнис. И дошло иште повеќе да биде попрецизен со хесапов со себе си, него со ортаков во работава. Повеќе да биде прецизен. Повеќе. Да не остави луфта кај себе си, а да не направи хесап за неговиот живот, за неговите дела, за неговите постапки, за неговите цели што ги имат во иднина, што сака тој да постигне или да направи од себе си или за себе си. Главен аргумент за овај голем ибадет, еден од главните аргументи, вели Аллах џелешану: "Ја ејухеллезина амену тақуллаха вал тензур нефсум ма қаддамат лигад, ваттақуллах инналлаха хабирун бима таъмалун." Овие што верувате, плашете се од Аллах. Овие што верувате, плашете се од Аллах. Не луѓе, не знам, овие што верувате, верувате да, ако плашете се од Аллах. И нека погледни секоја душа што спечалила за јаумул кијаме, за утре. Лигад, за утре. Зошто? Ова смрт, ова оставање на ова дуња е утре. Утре. Многу близко. Не демнејте оваа смрт секој момент. Секој еден од нас е должен да го прави овај хесаб со себе си и погледнете што сте спечалиле за утре. За утре. Ова ќе дојде брзо. Како кажавме, тоа брзо поминување на времето, ќе дојде брзо. Верникот треба да се преокупира со неговата состојба пред да се окупира со состојбата на другите луѓе. Ти си во предност да се преиспиташ себе си пред да ги преиспитуваш другите. Ти си во предност да си најдиш мани на себе си пред да им најдиш мани на другите. Ти си во предност. Зошто? Аллах џелешану: "Кад афлаха мен заккаха." Се спаси онај кој ќе ја очисти, кој ќе се очисти. Се спаси онај кој ќе ја очисти својата душа. Што дошло во тефсирот, што да ја спаси, што да ја очисти? Од ширк, од нифак, од рија, од претварање, од гибет, од немиме, од овие лоши срчани болести заболувања. Ти имаш преокупација за твојава душа пред да се преокупираш за другите. Спасот не ти е во барање на мани на другите, спасот ти е во барање на мани кај себе си. Тука е спасот. Се спасил онај кој ќе се очисти, односно кој ќе очисти неговата душа, неговиот нефс. Гледај. Вакад хаба мен десаха. А ќе пропадне онај кој ќе ја издвалка. Велите Ибн Кајим, кој ја научил неговата душа на непослушност и на правење на гревове. Пропаднал овај ќе пропадне, ќе се уништи. Кој ќе и се препушти на неговата душа да го води таа неговиот нефс. Нефсот, како кажал Селеф, е како една дива зверка. Која ако не ја зауздаш, ако не ја контролираш ти, таа ќе те уништи на тебе. До кој степен? Човекот мој до тој степен да ја зема неговата душа, да ја следи, да му постане на него Бог, Господ, неговата душа. Вете Аллах џелешану: "А зарем неговиде онај кој ја зеде својата страст за Господаря." Што му пасират на неговиот нефс, тоа прави. А што не му пасират, го остават, макар било тоа и од дин. Макар било тоа и наредба на Аллах, било и забрана на Аллах, ако неговата душа се сложи, го прави. Ако неговата душа не се сложи, не го прави или обратно. Зошто? Душата нефсот е таква створена. Велите Аллах џелешану: "Инна нефса лаамаратун бису илла ма рахима рабби. Инна рабби гафурур рахим." Душата на вистина е наклонета кон зло, освен ако не и се смилуват Господарот мој. На вистина Аллах е простувач и се милосен. Секојаш верникот треба да биде внимателен во овој нефсен. Овој нефс, ова мухасебе на овој нефс, да го контролираме ова правење на хесаб на нашиот нефс. Треба да биде број еден приоритет во секојдневниот живот кај нас. Секој ден да го правиме хесаб.
Зошто го прави ова? Зошто му рече така? Зошто надмигна? Зошто не надмигна? Зошто пучна со раката? Све да правиме на себе, зашто ќе ни се правите са вака, не? Оваа стретба со Аллах ќе дојде. Оваа стретба со Аллах е неминовна. Не може да се избегне. Денеска многуте што попуштаат во дин се плашат ако ги викнеле на разговор некаде. Аллах. Замисли утре ќе имаме разговор со Господарот на световите. На кого не му се крие ни јавно, ни тајно, ни скришно, ни мравата, чекором на мравата во пукнатината, на темната ноќ во дупката, не му се криете. За оваа стретба треба да се плашиме. За оваа стретба треба да правиме хесаб, да се подготвуваме, браќа. Ова е реалитетот на динот. Ова динот не повикуваат и не поучува на нас. Вака да се спремаме. Секој за себе си. Да се подготви за оваа стретба. Да ја скроти неговата душа или неговиот нефс. Да се труди да го контролира. Нефсот треба да се скрши. Да се подчини на послушност на Аллах. Кога сакат и кога не сакат. Кога е расположен нефсот и кога не е расположен. Во секоја состојба. Секогаш. Да го научиш да биде послушен и покорен на наредбите на Аллах Джелешану.